Значи, оваа мерка за субвенционирање од страна на општина Куманово се спроведува од 1.1.2023 година и ова е веќе трета година како на територија на општина Куманово функционира субвенционирање на општински линиски превоз за сите граѓани кои што живеат во Куманово и кои што не живеат и доаѓаат во посета на самиот град. Денеска е одлука која што се однесува само за месец декември и тоа е одлука од 1.12 до 31.12 за општински линиски превоз на територија на општина Куманово ќе биде во висина од 6,5 милиони, инаку општински линиски превоз на територија на општина Куманово се одвива преку 26 линии. Методологија за пресметка е 50 денари по изминат километар. Има точно направено, секоја линија има возен ред, има број на поаѓања. Секоја линија има утврдено точна километража, така да прецизно е пресметано по број на поаѓање, односно утврдениот возен ред кој што го потпишува градоначалник. И кога ќе се помножат изминати километри по релација и по број на поаѓање, се доаѓа до цифра од 6,5 милиони денари за месец декември, како и 650.000 мислам за овој меѓуопштински превоз помеѓу Куманово и Старо Нагоричане. Како за пример би можела да ви кажам, пошто не знае, сте нови советници, многу мина од вас, како тоа всушност функционира. Имаме линии Проевце-Бедиње, согласно возниот ред, 7 поаѓања и 7 враќања со вкупно 116,8 км на дневно ниво. Па линија Горно Коњаре, Долно Коњаре со 15 поаѓања и 15 враќања со вкупно 32 км врзосно на дневно ниво и така натаму. Пресметка е направена за 26 дена, имено не се вози во недели и во празници. Овој месец имаме 8 декември е неработен ден, така да 26 работни дена согласно оваа методологија изнесуваат 6,5 милиони денари.